Можеме? Па што да правиме, нема место како да снимаме. Председателя повелат. Добар ден, Стора Пердови, дека нема да се појавам јас и пратеничката група на ВМР-ДПМН за време на анкетната расправа. Видовте дека сите бевме присутни и председателката дојде исто така да биде дел од анкетната расправа. Председателот на собранието, јас лично, така што тука бевме да слушаме, ги слушнавме ставовите на народителите, тие кои што земаа збор. И слушнавме исто така дискусиите на дел од организациите како Супорт Кочани, кој е следен, и дел од дискусиите на некои од пратениците. Така што, еве, за да не биде дека ќе успеат континуираните лаги на опозицијата да станат вистина, како по обичај, сите тие лаги им се расписнуваат во рака како обична лага, а вистината е сосема поинаква. Изгубија фамилите во овој трагичен настан, сите оние кои што се повредени од овој трагичен настан, ние како држава ќе сториме се што е во наша моќ да помогнеме на тие кои што се лекуваат, да дадеме сето на нега која што е потребно и се разбира сушествуваме со болката на сите оние семејства кои што загубија своите најмили. Тоа беше мојата цел, да слушам, да видам што е она кое што до сега можеби не сум го слушнал, а сега можеби ќе го слушнам. Можам да кажам дека горе-доле сето на кое што го слушнам, сум го слушнал и тоа. Но истовремено сакам да кажам дека како влада, секаде каде што треба, ќе бидеме повикани или каде што е потребно наше присуство, ќе бидеме таму присутни. Еве, и покрај сите лаги и шпекулации, растурење Пердови дека денеска нема да бидеме присутни, видовте дека комплетниот државен врв беше присутен на оваа анкетна собраниска расправа. Јавниот обвинител вели вака: имаме 3 посебни случаи. За едниот случај е отпочнат судскиот процес и е во рамките на суд, значи немаме пресуда, нити во прв степен, а другите 2 се во рамките на истрага. Измени за ресетирање на системот, инспекцијските служби ќе ги разгледат некои. Такви барања до владата не се доставени. Јас ги слушнав дискусиите на пратениците. Сакам да кажам и пред македонската јавност дека секој пратеник, буквално, може до пратениците да достави предлог, амандмани за измени на секој закон. Таков закон и таков предлог до сега никој од овие пратеници кои што дискутира нема достави. Истинското прашање е зошто се чекаа месеци да се закаже оваа анкетна комисија. И моето чувство од оваа анкетна комисија е дека сите зборуваме за правда. И моето чувство е едно од главните барања на родителите е токму тоа да има правда. Правда на анкетна комисија не може да има. Правда може да има во рамките на судски процес. Нешто кое што јас веќе го зборував. Беше прочитано и писмото од јавниот обвинител во кој што тој вели дека не може да присуствува затоа што ако ги изнесе фактите и деталите од истрагата, тогаш ќе влијае на истрагата. Што значи дека за да имате правда, мора да имате факти од истрагата. Вие не можете тие факти да ги изнесете на анкетна комисијска расправа затоа што ќе ја компромитирате истрагата и процесот. И тие кои што треба да бидат одговорни, нема да бидат повеќе одговорни. Што ќе преземете како влада? Зошто некој континуирано прави вакви политички екзибиции?